Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев си поднесе оставка од премиерската функција и од позицијата председател на партијата. Тој ја честиташе победата на опозицијата и ја презеде одговорноста за поразот на локалните избори. Јас ја превземам одговорноста на себе за лошите резултати од овие избори, за сите нас, прогресивните сили, за да можат токму тие прогресивни сили да опстојат и да продолжат да се борат за прогресот на Северна Македонија. Оставката ја поднесувам и од премиер, и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Заев изјави дека е гортот и заедно со прогресивниот народ ја внеле земјата во НАТО. Добиле одлука за почеток на преговори со Европската Унија, го обединиле, како што рече, мултиетничкиот народ во земјата, економски го зајакнале, спровеле успешен попис и изградиле историско пријателство со сите 5 соседи. За нас прогресивните, кои веруваме и им се радуваме на овие историски успеси, за жал дојде политичка казна. ВМРО ДПМН пак прогласија убедлива победа. Таму пред партискиот штаб се славеше со зурли и тапани, се пееја песни и се играше оро. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски победата ја нарече историска и најави промени. Македонија мора да се менува, а промените започнаа од вечера. Надежта ја победи апатијата и незината сила ќе расте. Сите заедно за нова иднина. Заеднички и сложно да го оствариме сонот за кој цели 30 години сонуваме, а никако да го постигнеме. Тој ја честиташе победата на независната кандидатка поддржана од ВМРО ДПМН Данила Арсовска, која го победи актуелниот градоначалник Петре Шилегов и со тоа стана првата жена градоначалник на Скопје од независноста на Македонија. Многумина велат Скопје бил ВМРО-ски град. Да е, но Скопје е пред се слободен град. Скопје е слободен град. Во врска со новото парламентарно мнозинство, Мицкоски рече дека времето ќе покаже како ќе се одвиваат работите и нагласи дека е најдобро власта да се замине на предвремени избори. ВМРО ДПМН прогласи победа во Битола, Гевгелија, Кочани, Кратово, Охрид, Радовиш, Ресен, Карпаш и неколку други општини. СДСМ победи во неколку помали општини. Инаку вториот изборен круг го одбележа поголема излезност од првиот. Државната изборна комисија ги оцени изборите како успешни и мирни со изолирани инциденти, иако опозицијската ВМРО ДПМН обвини за партиски притисоци, насилно однесување, подкуп и закани кои се случувале помеѓу двата изборни круга.